Ние одиме со разговор во студиото и ќе дадам кратка најава. Општина Илинден како една од најбрзо растечките општини во регионот со континуиран раст на локалните економски зони и бизнис секторот продолжува со активни мерки за создавање поволна бизнис клима, но и поттикнување на предприемништвото. Во студиото разговарам со првиот човек на општината Александар Ѓоргиевски. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и добро ве најдов. Повторно ќе дадам вовед пред прашањата дека општина Илинден во 2023 година воведе субвенции за млади предприемачи кои има регистрирано трговско друштво со седиште во општина Илинден, а од оваа година продолжувате со истата помош, со истите субвенции од таа страна што се зголемува финансиската поддршка од 6.000 на 10.000 денари, а се зголемува и старосната граница за млади од 26 за млади до 35 години. Сега зошто општина Илинден реши да ја зголеми финансиската поддршка за младите предприемачи? Најпрвин сакам да објаснам дека оваа финансиска помош или субвенција која даваме, особено нели за најмладите, беше предвидена во нашата програма и во нашето предизборно ветување во 2021, а сега исто и вклучена беше во програмата за 2025 година, односно локалните избори кои што се одржаа неодамна. Во суштина, ние сметавме дека треба да ја зголемиме оваа поддршка од 6 на 10.000 денари, или иницијалната идеја наша како општина, или уште пред 4 години, беше да помогнеме да ги ослободиме од давачките кон општината, оние млади лица кои што ќе сакат да се занимаваат со предприемачка дејност, особено за ситни занаетчи и така натаму. И во тој дел ние видовме дека они према општината имаат треба се обврзани да плаќаат нели фирмарина, данок нимот можеби за објектот каде што ја вршат дејноста и некоја ситна комунална такса ако имаат некоја реклама и така натаму. И од прилика овие средства кои што како субвенција сега ние ги даваме, ги покриваат тие трошоци кон општината. Целта е да ги стимулираме најситните бизниси и младите. Значи, кога збориме за најситните бизниси, тука пред се мислиме на оние што се бават со стварно занаетчиски работи или сега гледаме дека отвараат, например, разни дуќани, пекари, сендвичарници или за перење возила, некои пералници, особено кај женската популација, салони за убавина, нели во делот педикир, маникир и така натаму. Тоа се вообичаено сами вработени во својот бизнис, но е многу значено и битно овие млади луѓе да ги стимулираме уште од најрана возраст да сакаат сами да влезат во бизнисот, да ги насочиме кон приватниот сектор. Да, со оваа стимулација всушност и потврдувате колку е значена оваа мерка за младите кои што туку започнуваат свој бизнис. Меѓутоа, ајде да кажеме кој се може да аплицира за поддршка од 10.000 денари, кои се основните услови за аплицирање? Така, значи, основните услови за аплицирање се да се млади лица, претходно беше до 29 години, сега таа граница ја подигнавме до 35 години. Сметаме дека лицата до 30... Зошто е подигната старосната граница? Сметаме дека лицата до 35 години се уште млади, така? Затоа што се помести некои природни и општествени граници, сега и повеќе се студира и така натаму и сметаме дека таа граница треба да биде на некои 35 години. Да имате и повеќе лица можност. И поголем опфат, нормално. И тоа не е исто искуствено од претходниот период, кога доаѓале помлади лица кои што немале до 29, но имале 30, 31, 32, па сметавме дека и добро ќе биде да ги опфатиме токму и тие лица. И така да, едно од условите да бидат лица до 35 години, вториот услов да бидат нормално жители и бизнесот да биде во општината Илинден, во делот на документацијата и да стартуваат со бизнисот во годината во која што аплицираат. Со оглед на тоа што секоја година ова е отворен повик, оваа година повикот сега кој што излезе сега од почетокот на февруари се однесува на 26. Не може некој што бил во 2013, 15 или 17 сега да аплицира, нормално за 2026 и после тоа може во наредните 3 години, 26, 27, 28 година да зима таа субвенција. Дали поддршката се однесува само на нови бизниси или на веќе постоечки мали локални фирми за наетчи? Тој го споменав, значи се мисли на новите бизниси кои што стартуваат оваа година. Но тоа не значи дека некој ако претходно се бавил со истата дејност, имал друга фирма или работел кај друг работодавец, а сега се самостојува и сака сам да отвори бизнис,
тогаш ние го сметаме тоа за нов бизнис и му даваме и таквата поддршка, нели, нормално му следува од општината. Мораме да истакнеме дека средствата се обезбедени целосно од буџетот на општината. Можете ли да ми кажете колку е вкупниот буџет што општината го издвојува за оваа намена и во кој период се исплаќа поддршката и како се врши исплатата? Еднократна е, нели? Исплатата е еднократна и вообичаено се врши 30 дена од кога комисијата која што е составена во рамки на општинската администрација ќе одобри нели субвенцијата, во рок од 30 дена еднократно на трансакцијска сметка на предприемач, младиот предприемач ја добива субвенцијата. Покрај сите овие формалности, за да може да се искористи мерката, можеби и најсуштинското прашање е колкав е интересот за користење на овие активни мерки, овие субвенции, колку млади предприемачи очекувате годишно да искористат оваа мерка? Па, видете, претходно немаше некој голем интерес, но имаше голема заинтересираност. Особено морам да истакнам дека сега имаме голема заинтересираност, каде што постојано се обраќаат млади лица кои што отвараат бизнис или планираат да отварат бизниси и се информираат за оваа мерка. Но морам да кажам дека во Илинден имаме млади луѓе кои што се занимаваат со вакви дејности и ова е начин да помогнеме и други да мотивираме да влезат во приватниот бизнис или да отворат сопствени бизниси каде што нели нормално ќе придонесуваат кон заедницата. Општината е еден вид во првите нивни години кога го постартуваат бизнисот ќе биде барем ќе ги ослободи на овој начин преку оваа субвенција за оние давачки кои што ги имаат или такси кон самата општина. Со континуитетот на оваа мерка и можност за користење нели на овие средства, секако и можност што е можно повеќе млади предприемачи да се охрабрат и секако да ги користат мерките и да отворат сопствен бизнис. Со оваа активна мерка и субвенции за младите како локална самоуправа пак и потврдувате дека сте посветени кон поддршката на бизнис секторот. Каков ефект очекувате врз локалната економија и вработувањето на младите? Имате ли позитивни примери од претходните години со ваков тип на поддршка? Ние како општина сме препознатливи по големата бизнис заедница и индустријскиот сектор во нашата општина. Општина Илинден на нашата територија се наоѓаат многу локални економски зони, но тука се наоѓа една од најголемите индустријски зони, тоа е Тирзот. Така да Илинден покрај другите работи е карактеристична и за бизнисот и самата местоположба нели го нуди тоа, но особено морам да истакнам дека општина Илинден и како има младо население кое што се зголемува и едно можеби од ретките општини каде што имаме раст на населението во државата. И тоа младо население ни дава за право нели да се надеваме и да го потикнуваме и развиваме да ги развиваме условите за инвестиции, за отварање на нови работни места и така натаму. И токму оваа мерка е во спектарот на наши настојувања, мерки и активности кои што ги презимаме за стимулирање на вкупниот бизнис во нашата општина. Но покрај оваа нели мерка за помош за млади предприемачи, морам да кажам дека општина Илинден дава и други субвенции кои што се однесуваат и на новороденчиња, првачиња, па за клима уреди. Меѓутоа, ајде јас да не објаснувам, накратко да ни кажете како се реализираат овие други активни мерки. Имавме последниве 4 години воведовме многу нови субвенции и дел од тие нови субвенции кои што ги воведовме, сега веќе се 4 години постојат во општината, но сега ги зголемуваме. Например, субвенцијата за новороденче од 5 на 6.000 денари се зголеми. Исто така вкупниот буџет за инвертер клими и соларни панели се зголемува. Тоа значи дека таа субвенција од 10.000 денари која што ја доделувавме до сега и сега ќе продолжи, но со зголемен буџет ќе можеме што повеќе домаќинства да опфатиме. Како нова субвенција воведовме за прваче 3.000 денари, така да од оваа година ќе се исплаќа и за првачиња, но тука остануваат и субвенциите за млади истакнати спортисти и таму го зголемивме буџетот за младите спортисти, како и за велосипеди. Имаме субвенција која што исто ќе продолжи и годинава. Така да имаме поширок спектар на субвенции кои што ги доделуваме и кои што ќе продолжиме и да ги зголемуваме и да ги доделуваме.
Споменавте, општина Илинден расте, се развива, активно работите на нејзино унапредување како локална самоуправа и секако подобрување на условите за жителите. Па во тој дел би сакала да споменеме дека во тек си поголем број на проекти. Од она што јас имав можност да го добијам како информација, веќе работите активно на изградба на трибина на веќе реконструираниот стадион во општината. Така е, тој во делот на спортот. Ние минатата година го ставивме во функција фудбалскиот терен, реконструираниот фудбалски терен во населба Илинден, кој што во соработка со Фудбалската федерација на Македонија комплетно го реконструиравме и го оградивме. Сега веќе случивме договор каде што се започнати веќе градежните зафати за изградба на комплетна нова бетонска трибина на фудбалскиот стадион со капацитет од над 1000 гледачи, кој што ќе опфаќа и подтрибински простор со сооблекувални и соодветни административни простории, но исто така и партерно уредување на целиот простор со изградба на паркинзи, зеленило заштитно и така натаму, но и самиот проект опфаќа и осветлување на тој стадион со комплетно ново осветлување, тоест до сега и немаше воопшто, сега ќе има ново осветлување кое што ќе има квалитет да задоволува, да може да се играат и надпревари од повисок ранг. Одлично. Од сето ова што го кажувате, но и од инсертите кои што имавме можност да ги погледнеме додека тече разговорот, некако во последно време, последниве години, општина Илинден станува место се попривлечно за нови жители кои што доаѓаат таму да живеат, да бидат блиску до главниот град, ама повторно да бидат некаде надвор од оној градски метеж во убава урбана средина како што е општина Илинден, и секако фокусот исто така во многуте проекти кои што ги реализирате ги ставате и врз реконструкција и унапредување на условите во кои што работат училиштата. Каде сте во тој дел? Па и градинките овде ќе ги споменеме. Ние континуирано вложуваме во реконструкција, реновирање, како и изградба на нови објекти во делот и на образованието и детската заштита. Можам да споменам дека периодов што следува веќе се почнати подготвителни работи за изградба на комплетно нова училишна зграда во рамки на постоечкото основно училиште Гоце Делчев, зграда која што ќе биде на површина од над 900 квадрати и која што ќе има капацитет за околу 10 нови училни, со кој што основното училиште Гоце Делчев ќе може да го следи растот на ученици кој што е постојан во нашата општина, а во исто време ќе може да ги задоволи потребите за едносменско работење и за кабинетска настава. Така да тоа е капитален проект кој што заедно во соработка со владата и го стартуваме сега, и наредниот период во наредната година дена очекувам дека ова училишна зграда која што ќе биде поврзана со топол свод со постоечката училишна зграда ќе биде ставена во функција. Рековте дека бројот на младите жители во општина Илинден се зголемува, од тука верувам дека и потребата за зголемување на капацитетите во градинка, или колку градинки имате, затоа што сигурно има и многу дечиња кои што се заинтересирани да бидат вклучени во овој процес. Токму така, имаме една детска градинка која што има и клон. Така. Тоа е детската градинка Гоце Делчев, која што токму денеска имаше патрон празник и ја користам прилика да го честитам патрониот празник на градинката и на сите вработени таму. Сакам да напоменам дека во оваа градинка постојано се проширува. Ние во изминатиот период извршивме и пуштивме ставивме во функција околу над 300 метри квадратни нов објект кој што е во рамки на детската градинка, и го зголемивме опфатот на деца, но не застануваме тука, веќе во финална фаза изградба на комплетна нова кујна за потребите на целата градинка, затоа што има над 600 дечиња, и таа нова централна кујна, освен потребите на самата градинка и на дечињата кои што ја посетуваат, ги задоволува потребите на основните училишта каде што имаме потреба од целодневен престој на учениците, и од делот таа храна се транспортира во тие училишта, а со изградба на новата кујна во постоечката кујна кај што се наоѓа, веќе работиме на проект за преадаптација на тие простори, и очекувам до средината на годинава или со почеток на новата учебна година или после летото да ставиме во функција уште 2 нови занимални, односно да го прошириме
подобриме капацитетот на детската градинка за уште 50 плюс дечиња, затоа што потребата постојано расте и сакаме да го следиме тој тренд за да можеме, затоа што Илинден реално, за разлика од другите можеби градски општини, има најмала листа на чекање, но сакаме и тој дел нели да го антиципираме и да го да ставиме во функција што повеќе простори за да може да ги задоволиме барањата на нашите граѓани, особено на најмладите. Так. Уште едно многу важно прашање кое што се однесува на функционирањето на општината, бизнис секторот пред се на граѓаните, а тоа е патната инфраструктура. До каде сте и како работите на овој план? Така е, патната инфраструктура е многу битна и како за граѓаните, така и за бизнис секторот. Веќе во Илинден почнуваме со изградба со самата нова сезона која што очекуваме да почне со раната пролет, со изградба на неколку важни сообраќајници улици. Како се шири општината, така и потребата за развој на патната инфраструктура секако е поинтензивна. Мислам дека 2026 ќе имаме интензивна година во изградба на патна инфраструктура. Веќе склучивме договори за изградба на веќе се работи на една улица во местноста населбата Јака, која што очекуваме оваа улица да финишира со својата изградба кон крајот на овој месец, а веќе ќе започнеме со уште една улица, тоа е улицата 111 таму. Веќе склучивме договор за изградба на патниот правец од селото Делјадровци до селото Мршевци во должина од околу 2 километри и таму очекуваме со пролета да се започнат градежните активности. Ќе се реконструира главната улица во Илинден, тоа е улицата 9, на што ќе претходи целосна реконструкција на водоводниот систем, што се протега токму на таа улица, кој што е веќе исклучен и кој што со реконструкција на тој систем ќе допринесеме за подобро снабдување на водоснабдувањето на нашите граѓани, особено во централното подрачје на општината. Така да, како што напоменавте, во тој дел имаме и многу други нови проекти и Илинден и како има потреба од работа на патната инфраструктура, како за потребата на, како што споменав, на граѓаните, така и на бизнис секторот. Ќе работиме на подобрување на патната инфраструктура и во локалните економски зони. Таму е предвидено изградба на посебен мост кој што ги спојува економските зони со делот економската зона Карагач, но исто така работиме на мост кој што моментално се одвиваат работните активности за поврзување на населбата Јака со останатиот дел од општината. Така да е сет на активности кои што ќе следат и идниот период и како што напоменавте, Илинден се развива, се шири. Морам да напоменам дека многу млади луѓе се доселуваат во Илинден. Имаме во два правци, тоа е особено ако гледаме од централното градско подрачје, многу луѓе, особено помлади, се доселуваат во општина Илинден, бегаат од она урбана гужва во централниот дел на градот и го избираат Илинден и во особено сакаат да живеат во индивидуални домаќинства, куќи, но исто така се градат и колективни станови каде што вообичаено имаме прилив од другите градови, особено источниот дел на Македонија, кои што одбираат општина Илинден за нивни дом, на што сме особено горди. И некако за да ја заокружиме темата, ќе ве прашам вас лично, споменавте голем број на проекти кои што ги реализирате и кои што се во најава. Колку вие лично сте задоволни од тоа како се развива општина Илинден како прв човек на општината? Секако дека сум задоволен како се развива општината, но искрен да бидам, сакам уште повеќе да се развива, нормално и како градоначалник, но и како жител на општина Илинден. Тоа е најважно, да. Јас сум роден, цел живот живеам во општина Илинден и нормално дека како граѓанин на општина Илинден сум сведок на еден брз развој на општината, на едно менување на ликот на самата општина, но еве се имам таа можност и како градоначалник од еден друг аспект да го забрзам тој процес, да ставам некој свој допринос да дадам во сето ова, на што сум особено горд на таа укажана доверба од граѓаните и во изминатиот период 4 години од мојот мандат тоа мислам дека го покажав и граѓаните го наградија нели со мојот реизбор, но еве уверувам дека и мојата мотивација не е нималку намалена и наредниот 4 годишен период уште повеќе ќе работиме за подобра, поуспешна и помодерна општина Илинден. Само за крај сосема кратко, која ќе биде вашата порака до младите кои што се двоумат дали да ги искористат субвенциите кои што ги дава општината за да отварат свој бизнис? Мојата порака за нив е особено треба да бидат горди кога ќе направат нешто самите за себе, односно кога ќе бидат
дел нешто што сами го креираат и сами го создаваат. Затоа сметам дека индивидуалното и тука се доаѓа до израз нивната креативност и нивните идеи може да станат реалност. А тука е општината која што на вакви можеби начини ќе биде само мал дел од нивната визија за нивниот животен развој понатаму. Убава порака. Ви благодарам за гостувањето и секако ви посакувам успешна работа и реализација на сите планирани проекти. Ви благодарам на поканата.